Сигурно секој се запрашал како всушност функционира интернетот. Ајде да го откриеме тоа заедно. Значи, главното прашање е како функционира целиот овој онлайн свет. Одговорот всушност е прилично едноставен. Се сведува на една работа – мрежата. Добро, но што точно е тоа компјутерска мрежа? Ајде да видиме. Најпросто кажано, тоа е кога два или повеќе уреди се поврзани за да споделуваат информации. Секоја мрежа, без разлика на големината, има 4 основни делови кои мора да работат заедно. Прво, тука се уредите. Компјутерите, телефоните, сите тие се јазли во мрежата. Потоа, потребен е начин за поврзување. Тоа може да бидат кабли, а може и бежично, преку Wi-Fi. Секој уред треба да има свој приклучок, нели? Епа тоа е работата на мрежната картичка. И на крај, протоколите. Ова се правилата на комуникација. Заеднички јазик што сите го разбираат. Пример за мала мрежа е LAN. Тоа е мрежата што ја имаме дома или во канцеларија. А кога ќе поврземе мрежи на огромни растојанија, добиваме WAN. Тие поврзуваат цели градови и држави. А која е најголемата WAN мрежа на светот? Па секако тоа е интернетот. Често се мешаат поимите интернет и World Wide Web, но тие се две различни работи. Замислете го интернетот како глобална мрежа од патишта. Тоа е физичката инфраструктура. А World Wide Web-от, тоа се сите работи што се наоѓаат на тие патишта, веб страниците и содржините. TCP/IP протоколот работи како пошта. Ги дели податоците на пакети, ги адресира и ги спојува на крај. Добро, ги поминавме основите. Но зошто мрежите се толку важни во секојдневието? Па тие ја возможуваат споделување, инстант комуникација и пристап до безброј информации. Едноставно кажано, мрежите го сменија начинот на кој живееме, работиме и се поврзуваме. Светот е веќе поврзан. Прашањето е, која е следната граница што мрежите ќе ја срушат?